По 2 години пауза се одржува и детскиот карневал во Струмица, а Основното училиште Видое Подгорец и наставничката Сонја Цицимова учествуваат со 2 маски. Наставничке, имате 2 маски на годинешниот карневал, на големиот, но и на малиот. Како дојдовте до идеја и зошто со 2 маски? За големиот карневал маската беше планирана уште пред 2 години. Тогаш децата беа 5 оделение. Синоќа заедно настапивме со истата кореографија, истата маска, со истата група деца и родители. Значи, истото оделение поддржано со родителите, тоа ни остана како една незавршена замислена идеја, се убаво организирано без крајната реализација. Синоќа имавме можност благодарение на временските услови да поминеме една убава карневалска вечер сите заедно. Новата маска, значи е со новото оделение. Со нив сум прв пат на карневал, на детскиот карневал, од познати причини, што лани кога бевме прво оделение не беше организиран карневал. Возбудата е кај сите многу голема, дека прв пат сме заедно. Маската не ја подготвувавме многу релаксирано, затоа што сепак постоеше една недоумица ке има детски карневал, воопшто карневал и така натаму. Меѓутоа со многу добра организација од страна на родители, со нивна помош и морам да кажам со една огромна помош во работна сила од училиштето Никола Карев, бидејќи има таму текстилна струка која изработува и шие, тоа има и основната стручност која минат по предмети, ни помогна да биде изработена дел од маската. За тоа огромна благодарност до директорот Драго Јанков и до тимот на професори од истата струка и секако учениците. Наставничке, синоќа бевте пчелин рај. Како дојдовте на идеја на оваа тема? Може би се поклопува со медена земја која што беше актуелна пред 2 години. Точно, нашата маска беше во ист период, значи идејата за нашата маска беше во ист период со медена земја. Па може и тоа да ни беше поттик, зошто да не. Меѓутоа сакавме една друга порака да пратиме. Во текот додека течеа рекламите за медена земја, имаше многу интересни видеа во кои низа организации повикуваа на повисока свест во општеството колку е важна пчелата и колку имањето, односно немањето храна е поврзана токму со пчелата. Па тргнавме од таа една идеја, може би од медена земја, а потоа беше сосема една друга порака да истакнеме важноста на пчелата и одговорноста на луѓето, колку ние треба да бидеме одговорни и колку нашето однесување, добро или лошо, влие врз целокупната средина, животна средина, да. Денеска пак сте весели печорки, ќе играте во духот на природата на пролетта. Како ја избравте оваа тема? Па ете, пролете, прв пат сме на карневал, сакавме да биде нешто разиграно, весело, шарено. Неколку дена се во прашање, ете, 20 март, ја повикуваме пролета, ја сакаме зимата, но сакаме веќе да се оди, па сакаме да биде топло, весело, разиграно. И баш е така песната весела песна, пролетна песна. Колку време сте вие на карневалот? И индивидуално, и како наставник, и како ви се роди оваа идеја? Јас сметам дека таа струмичка традиција, карневалот е толку карактеристичен тука за ова поднебје и мислам дека треба да се негува. А за да се негува, треба да се внесат или заразат, да кажам, помладите генерации како би ја одржувале таа традиција. Браво и за пчелиниот рај, тоа беа учениците од Општинското основно училиште Видое Подгорец од Струмица.